Добар ден, почитувани гледачи. Тема на денешниот шаховски коментар ќе биде улогата и значењето на едукацијата за шахот кај немладите, кај децата. Имено, за таа цел во нашето студио и денес имаме гости. Тоа се од мојата лева страна интернационалниот мајстор Орце Данчевски и нашиот најдобар шахист, велемајсторот Никола Митков. Токму ќе го искористиме присуството на нашиот велемајстор кој неодамна успешно не представуваше на Олимпијадата во Торино, но за тоа повеќе во вториот дел, имено велемајсторот Митков веќе една година престојува во Соединетите Американски држави, каде меѓу останатото се занимава и со едукација на најмладите шахисти. Но да му го препуштиме зборот на велемајсторот Митков да ни каже како стигна во Америка, како го однесе патот дотаму и што се случи за да остане тој еве веќе една година и таму да се занимава со шах. Добар ден и поздрав до сите гледачи на Телма, значи телевизија. Па да почнеме од почеток. Прошлата година, во февруари месец негде, отидов во Америка да одиграм неколку турнири и таму во разговор со многу луѓе што се занимаваат со шах, не само играчи, него и луѓе што се професионалци во едуцирање на младите со шах, ме поканија да останам и таму се решив да поднесам барање за легален престој и можност за работа во самата Америка, да. И беше многу интересно што за многу, кратко време, за околу 3 месеца, ги добив сите документи, со тоа што ме проценија како човек од исклучителна важност, со надпросечни способности, што би бил добар за самата Америка, корисен, така во еден експресен рок од 3 месеци ја добив и грин картата и почнав да работам во Чикаго, живеам во Чикаго сега, да работам највише во американските школи на едукација на младите деца. Во моментот тој процес се одвива некако многу брзо таму и се развива многу. Се вложуваат многу пари и дури американскиот конгрес заклучи дека ставањето на шахот во самите школи ќе придонесе многу за правилен развој на децата. Не дека они сакаат секој дете да направат шаховски професионалец, меѓутоа рачунаат дека во младите години, ако едно дете се занимава со шах, односно има часови по шах, ќе му помогне многу во самата концентрација, во логичното размислување и понатаму сега да не набројувам многу. Важно имаат заклучок дека шахот е многу корисен за децата. Така, значи, дали е тоа шахот влегува на голема врата во сите американски држави постепено или некаде имаме каде што веќе е постигнато повеќе на тој план? Па добро, во моментот Ти си во Илиноис, така? Јас сум, во Илиноис, меѓутоа имам контакти со скоро сите држави и гледаме како се работи таму. Буквално во сите американски држави веќе шахот во школите влегува систематски. Како факултативен предмет? Како факултативен предмет, освен во Њу Јорк, каде што е влезен во редовниот наставен програм и може да се предава во редовното школско време. Затоа што таму уште од 1970 година мислам дека е направен еден фонд кој што има над 30 милиони долари кои што се даваат само за едукација на младите со шах. Со тие пари се вработуваат велемајстори, интернационални мајстори и други наставници кои што предаваат шах во школите. Додека во Чикаго сето тоа функционира на принцип на послешколство, односно кај нас, како би ги нарекол, како секции. Слободни секции, по часовите или после часовите или пред часовите, или дури некогаш и во вечерните часови, кога самите деца тогаш доаѓаат
со родителите и во исто време и самите родители имаат можност кои што сака од нив да присуствуваат на часот и самите и они да се Значи да отворена. се едуцираат шаховски. Меѓутоа во поголемиот дел од школите, значи негде измеѓу 2 часот негде до 4 часот. Секоја школа кај нив е, значи секоја школа си има свој систем у колку саат ќе заврши школото. И значи и отприлика значи во истото време самите деца имаат значи многу можности: шах, фудбал, бейсбол, цртање, не знам, имаат над Така, многу активности, многу активности. но и шахот е доволно шахот. застапен, значи интересот за шахот. Многу е застапен и еве само може да кажам, значи последниот турнир во кој што бев значи вклучен, мислам турнир за деца во Чикаго, учествува околу 1500 значи деца и стварно тоа е една голема значи бројка, а пред например пред 5-6 години самите луѓе што се во шахот од Чикаго ми кажуваат дека максимум можело да се соберат околу 500, значи се развива многу и само уште овој момент да го кажам, значи на последниот како да го крстам сеамерикански значи турнир за сите деца, каде што за најдобрите деца се даваат стипендии за на факултет, кои се вредност од негде околу $40,000, учествува околу 8,000 деца. Значи можете да замислите колку е шахот веќе станат еден дел од секојдневниот живот во Соединетите американски држави. Мислам дека ќе се развива се поише и поише и на Америка и требаат уште многу велемајстори и интернационални мајстори од страна, мислам со текно време дека за да може да ги покријат сите овие деца. Да ги покријат, пошто сакаат стварно луѓе што знаат и умеат да го прават тоа. Така, добро. Бараат квалитет. Така, а како изгледа твојата работна недела? Секој ден ли си имаш часови? И како е сега преку летова? Еве сега летна сезона доаѓа. Па, значи, главната работа е во тек на школската година, секој ден сум во различна значи школа. Значи секоја школа си има еднаш неделно шаховска секција. Ретки се школите, има неколку школи кои што имаат значи 2 пати неделно. Значи тие веќе се неколку години шахот и се меѓу подобрите веќе таму и им се свиѓа многу шахот, очигледно, па имаат и по 2 пати неделно. И сега некои од школите се блиску до местото кај што живеам, меѓутоа не е можно да се организира сите школи да се блиску, некојаш се патува малце подолго и така натаму, а некои денови имам и по 2 школи, со тоа што едната школа е во вечерните часови, од 7 саат, од прилика вечерта до 8 саат. И скоро секогаш е часот трае 1 саат, во кој што децата се едуцираат околу 20 на минути, па имаат вежби околу 10 до 15 минути и околу 25 минути играат парти или им се организира некаков значи турнир. Таа е шемата или шаблонот по кој што се работи. И сега секоја организација си има своја значи програма на кој начин ќе им се предава и што ќе им се предава на децата. Во летниот значи период се организираат многу шаховски значи кампови низ цела Америка ги има и се стварно многу. Значи ја ќе предавам на 4 шаховска кампа, сите се во околината на Чикаго. Од прилика трае вака денот има шаховски активности од 9 до 3 трае кампот. Меѓутоа таму е вклучено шах, спорт обичен, па пауза, ручек, па турнирчиња играат мали, така натаму значи доста интересно. И работа и дружење. И работа и дружење, да, и од социјален аспект е многу интересно за децата. Меѓутоа во самата Америка преку летото има толку многу значи кампови за се и сешто. И родителите гледаат да ги пратат децата на било какви кампови. Така, значи летно време, бар на 5-6 кампа, секој дете иде. Блазе си. Сега да се вратиме малку кај нас во Република Македонија, во Скопје, од неодамна работи шаховската школа, професионалната шаховска школа Гамбит, чишто основачи се интернационалните мајстори Орце Данчевски и Маријан Митков. Маријан Митков нешто е настинат, па не можеше да дојде, во некоја друга пригода ќе го поканиме без друго и него. Затоа Орце Данчевски е тука до мене да ни каже како функционира шаховскиот живот во едукативна смисла на децата и на најмладите кај нас. Добар ден за гледачите на телевизија Телма. Слушајќи го Никола,
Сите шахисти би сакале така да биде и кај нас, но за жал во Македонија е малку друга ситуацијата. Проблемите се доста поголеми отколку што би требало да бидат, особено во едукацијата за младите шахисти. Шахот во школите воопшто не е застапен, ниту факултативно, ниту во секции, ниту на било кој начин. Се уште изучувањето на шаховската игра кај нас се сведува во шаховските клубови, а сега морам да напомнам дека и тие се со помал број. И по некоја шаховска школа, некои шаховски ентузијасти, како што сме јас и Маријан, да се појави од време на време. Така да, се надевам дека во иднина работите ќе се подобрат, шахот ќе се воведе и кај нас во училиштата, факултативно, секција, било како, не е важно. Во Македонија, самите знаете, постојат голем број на шахисти, оспособени да ја водат таа настава и успешно да ги насочат децата во развој на и како шахисти и како луѓе. Да, па Бидејќи знаеме дека шахот колку се допринесува за развој кај децата. така е. Па би рекол шахот у Македонија доста стар е. Еве се да земе на пример олимписката репрезентација на Македонија. Нејзините учесници се во четвртата, односно петата деценија од животот. Тоа значи дека веќе нивните знања кои што Така. не се мали, а има и редица други силни шаховски мајстори во Македонија кои што душа би дале да го пренесат своето знање, ама речиси немаат никаде, затоа што нема организација во тој план. И оваа шаховска школа ваша можеби треба да ја сватиме како прва фаза за едно размислување за да се изучува шахот и во основните училишта, нели како факултативен предмет, затоа што навистина се големи предностите и погодностите што се добиваат од тоа. Но да видиме ние како работи шаховската школа Гамбит. Колку деца има таму, како оди динамиката на учење на децата, колку пати неделно, во кој простор и така натаму. Така, ние сме приватна шаховска школа, професионална, значи се занимаваме со деца кои што имаат можност да си дозволат да посетат нашата шаховска школа. Таа работи 3 пати неделно, значи секој дете посетува 3 часа во текот на неделата. 2 часа се изучување на шаховската теорија, понеделник и среда или вторник и четврток, додека сабота е предвиден ден за слободни партии, организирање на турнири и други шаховски активности. Шаховската школа Гамбит се наоѓа во Олимпискиот базен во Скопје. Морам да напомнам сега дека од 1 јули се селиме во поголеми простории, тоа е во Домот на градежниците. Сакам да искажам благодарност до директорот на Домот на градежниците кој што ни излезе во престрет и ни обезбеди на вистина прекрасна просторија, затоа што просториите во Олимпискиот базен, знаете, постоиме 3 месеци и стана претесни да ги примат сите заинтересирани деца. Колку се на број? За сега имаме над 60 на деца, активно, нон-стоп, без кастање, без задостување доаѓаат на настава, дури и при болест. Многу пати се случува да не оди на училиште, на шах мора да дојде. Значи имаме 60 на деца. Едноставно не сме во можност тие простори што не се во Олимпискиот базен да примат поголем број на деца, али од 1 јули во новите простори во Домот на градежниците, во една голема просторија од 100 квадрата, така се надеваме дека ќе има се поголем број на ученици. Така, со ова што го кажуваш, значи има учители разни, нели, наставници разни кои што добро предаваат, кои што знаат да им пренесат знање на децата, но најдобрите учители се оние кои што може да им ја пренесат љубовта кон таа работа што е работа конкретно кон шахот на децата. Но не само тоа што држите часови, туку неодамна за време токму на олимпијадата имаше и еден голем шаховски настан, турнир шаховски. За само 3 месеци постоење шаховската школа Гамбит успеа да го организира првото отворено првенство на шаховската школа на Гамбит, што се одржа во Домот на градежниците, каде што зема учество 80 шахисти, млади шахисти од целата република. Шахистите беа поделени во 2 категории, до 10 години, затоа што беа најмногу најбројни, да, и значи од 10 до 18 години втората категорија на шахисти. Само тоа покажува вашата констатација дека шахот во Македонија старе, едноставно имаме еден јаз, земете нашата генерација Никола, Маријан и јас, едноставно се поредко се вака успешни шахисти во подолните генерации, но мислам се појавуваат шахисти, значи до 10 години имаме огромен број на деца што почнуваат да играат шах. Морам да нагласам дека се појавуваат следниве големи таленти. Веднаш ќе ги кажам и резултатите. На турнирот до 10 години успеа да победи, на машкиот турнир да победи девојче, што докажува дека нема машко од женско во шахот, дека сите сме подеднакво во тој спорт. Едноставно Николовска Драгана се освои 10,5 поени од 11 партии, беше феноменална во настапот, ги победи сите своји
противници. Второто место му припадна на Димовски Дарио, а третото на еден талентирано дете од Струмица, Брашев Александар. Така да доста успешно беше, мислам, целиот тој настан. Децата беа задоволни, имаше обезбедено солидни награди. На вториот турнир до 18 години, прво место, според мене и заслужено, стана нашиот ученик Бекјаровски Филип со 10 поени од 11 партии. Второ место беше Стојановски Стефан, а трето Димовски Александар. Така да и тој турнир може да се каже дека беше добро посетен, бидејќи знаеме дека младенски турнири во Македонија нема одиграно многу години уназад. Да, и таква бројка не сме чуле многу одамна. Тоа кажува дека во Македонија има интерес за шахот, така, но организацијата е тој главниот проблем. Значи на овој турнир немаше деца само од Скопје, туку рече од републиката. Од целата република дојдоа деца од Тетово, од Велес, од Струмица имаше деца. Неготино. Од Неготино имаше 10 деца и така. Од Струга имаше деца. Едноставно се чувствува глад за шахот. Тоа ми е многу мило да слушнам, верувам дека и на велемајсторот Митков. Да. Орце, благодарам, посакувам многу успеси понатаму и што повеќе деца да прими вашето училиште и да веќе од тука да почнат идните олимпици да се создаваат од сега. Заради баш токму и заради тој јас што постои, нели, од оваа генерација што е спомна вашата, па надолу. Да се вратиме повторно кај велемајсторот Никола Митков, да го искористиме неговото присуство, зашто уште некој ден е тука. Неизбежна тема, повторно ќе биде шаховската олимпијада, која неодамна заврши, на која што велемајсторот Митков ја водеше нашата репрезентација. Се знае, Звонко Станојовски направи 5 плюса, 607, но исто така и плюс 1 на Никола Митков, 2 победи, 1 пораз и неколку редни партии имаат своја специфична тежина затоа што секогаш е најтешко да се игра на првата табла. Имаме најсилни противници, лидерите на земјите, а ние богами немавме лоши противници. Значи имавме големо реми со Франција 2-2, каде што пропуштивме победа. Потоа со земјите од бившиот блок Молдавија нерешено, потоа Литванија исто така 2-2 и голема победа против Белорусија. И победата против Белорусија во многу се должи и на твојата победа на првата табла против Александров. Пред да ја покажеш таа прекрасна партија, би рекол, која што описно ја опишавме и на еден од шаховските коментари додека беа тие хроники за време на Олимпијадата, би те прашал како ти го гледаш настапот на нашата шаховска репрезентација на Олимпијадата и твојот настап? Па, што да кажам, мислам дека секое место што е испод нашиот рейтинг би требало да се смета за солиден резултат. Сега да не кажам успех, затоа што сме имали големи резултати. Да. Иако пред да тргнеме тука кажавме дека се надеваме дека ќе бидеме меѓу првите 20 или 25 и бевме во реална шанса, значи во последното коло имавме, да кажеме, малци малер што игравме со репрезентацијата на Германија, која што беше, значи, пред почетокот еден од фаворитите за освојување на медалите, додека да речеме екипата на Соединетите Американски држави, која што играше за медаља и освои медаља, последното коло играше со многу послабата презентација на Норвешка. Така да малце зависи од и тоа германците не земаа со половина поен повеќе. Да, пошто во нашата група се изброи, значи, поени беа репрезентации како Канада и Латвија, со кои што евентуално со голема, значи, победа од 3,5 пола ќе влезевме меѓу првите 10 репрезентации. Значи бевме тука во шанса, меѓутоа на крај загубивме, значи, минимално од силната репрезентација на Германија со 2,5-1,5, иако и таму имавме, и во самиот меч, по самите партии имавме шанса барем за нерешен резултат, меѓутоа тоа треба малце среќа. Додека за мојот настап, задоволен сум од настапот, играв доста сигурно, значи така да и самата репрезентација можеше да го почувствува тоа, значи во сите мечеви знаеа дека на првата табла ќе се игра еден неизвестен меч. Тврдо и сигурно. Тврдо и сигурно, да. Мада мора да признам дека пропуштив неколку позиции со многу подобри позиции, не ги победив. Штета со Лотија. Посебно со Лотија, која беше најдобиена од сите партии. Добро, за останатото те молам покажи на демонстрацијата табла. Повели. Значи, да видиме партијата на Никола Митков. Ќе видиме партијата од предпоследното коло со Белорусија, со познатиот велемајстор
Александров, кој што мислам дека меѓу првите 20 велемајстори во светот. Значи, во самите припреми знаевме што ќе се случува во првите потези, бидејќи тоа е еден од велемајсториите што скоро секогаш игра истата варијанта, односно е многу принципиелен. Значи, очекувавме да се игра немцо-индиската одбрана, која што тој во базата на податоци имаше стварно многу партии, ловец Б4. Значи, со овој потез веќе влегуваме во немцо-индиска одбрана. Сите негови партии до самата Олимпијада биле со варијантата Е3 и понатаму конјот Г на Е2. На самата Олимпијада две партии имаше одиграно со коњ на F3. Меѓутоа, значи, ја очекував или E3 или коњ на F3. Тука он многу брзо одигра F3, значи тука се замислив затоа што во шахот многу важен е и психолошкиот момент. Очигледно се спремал нешто директно на моите варијанти. Во базата на податоци моите партии сите партии се D5 и на А3, или сум зимал на C3 или сум се враќал на E7, имам такви партии. Така да тука се замислив и ми текна една интересна варијанта што негде околу пред 6 години еден турнир во Шпанија со нашиот колега, со велемајсторот Георгиев, сме ја гледале, односно сме се спремале за еден друг противник кој е многу оштра и рачунајќи исто така дека он не е експерт за таа варијанта, и решив по 5 минутно мислење да влезам во една од најоштрите варијанти на F3. C5, тука веќе он се изненади, го видов во самата фаца дека не го очекувал тоа, меѓутоа очигледно беше малце спремен на варијантата. C5, идејата е да се руши центарот. D5, сите партии така идат, и сега со потезот B5 исто така се жртвува пион со цел да се разруши центарот и да се фати иницијатива. Белиот се бори за центарот со потегот E4, без има на C4, пак е борбата за централното поле D5, ловецот зема на C4. Сега овој момент може и D5 и коњ на D5, ја се решив така за публика потез малце, нели, за тие што да биде поинтересно, затоа што сега ако белиот земе со пијунчето е на D5, само да покажам на брзина, тогаш би следувало шах на H4 и во следниот потек дама на C4 ќе се врати фигурата со пијун повише за црниот. Значи ова е све познато до тука, ловец на D5, зиме на D5, дама на D5, го напаѓа топот, морам да го бранам топот, се развивам со коњ на C6. Значи, после релативно брзо одиграните потези, стигнавме до теоретски, значи, позната позиција во која што црниот има два ловца, меѓутоа има слабо поле D5 и слаби полиња. Значи, идејата е ако белиот успее да си ги развие сите фигури и после да го искористи ово поле D5, тогаш ми имал голема предност, додека црниот треба да искористи, значи, предноста во развој, и тоа што дамата е брзо излезена, е да се искористи за некој темпо и со многу активна игра да се отворат ловците и да се направи некаква предност. Тука он се замисли околу 25 минути, очигледно дека пробуваше да се сети на последните партии. И после тоа кога заврши партијата видовме дека уствари играл по најновата партија што е во базата. Значи му била некако позната партијата. Тука се потезите коњ Г на Е2, ловец на Е3, ловец на Г5. Сите потези се играни, он одигра ловец на Е3. Го напаѓа пијунот на С5 и си развива една фигура. Топ на Б8. Која е идејата на топот на Б8? Прво се вклучува топот на отворена линија, индиректно напаѓа на Б2 и на тој начин индиректно се брани и пијунот на С5, затоа што ако белиот земе тука на С5, и црниот ќе земе, и кога дамата ќе земе на С5, топот ќе го земе пијунот на Б2 и на тој начин ќе го вратам пијунот и топот ќе биде многу активен по вториот ред.
топ на D1. Една од новите идеи за белиот, последните 2 години си играм стави прво топ на D1. Идејата е да не се искаже уште белиот како ќе реагира со крал и да врши притисок врз делинијата. Ја тука оценив дека е време за рокада, се стави кралот на сигурно, да се вклучи и другиот топ и после да се почне со акција. Коњот Г на Е2. Сака да си направи рокада белиот и да го стави кралот на сигурно место. Ловец на А6. Индиректно се спречува рокадата, затоа што белиот би изгубил материјал ради ловец на С3 кој ќе земе, би се земал коњот. А ако земе со коњ, топот. Ако земе со коњ, тогаш ловецот би го земал топот после рокадата. Ради тоа практично е изнуден потез од крал на F2. Иначе до овој момент сме играле по последната партија, сега не се сеќам кој е играл, и тука партијата продолжила со потегот дама F6. Значи ја тука се замислив. Опа, си извинувам, тука се замислив негде околу 13-14 минути, мислам. И го одиграв потезот ловец А5, тоа е ново за овој момент и е многу јак потез, затоа што со овој потез се прават две претни. Топот напаѓа на Б2, што е многу важно. Кралот е во вториот ред, топот би бил стварно многу силна фигура. И коњот се прави место да дојде на Б4 и да дојде на Д3, да се искористи лошата позиција на белиот крал. Сега, што беше важно во овој момент, да се израчуна што се случува на ловец С5. Се дава пионот, топ на Б2. Ловец на F8. Ловец на C3. Речеме, ја продолжив со гледањето на варијантата, например, дама на C6. Топ на E2 шах. И сега тука гледав дека има неколку можности за белиот, крал на Г3 или крал на Г1, меѓутоа кралот е толку лош, например, на Г3 кога дое дама Г5 одма ќе добиеш. Г5 одма мата, на Г1 со истиот тој потез дама на Г5 исто се добива, значи партијата. Многу просто. Претам мат и претам да ја земам дамата и не може да се спаси. Мислам, беше очигледно дека позицијата е толку опасна за него што со многу малце време му требаше и него да израчуна дека не смее да влезе во таа варијанта. Не ни очекував да влезе тоа, пошто сепак играм со еден од врвните верамајстори во свет. Меѓутоа морав да израчунам што би се случило. Тука он мислеше доста долго време. Значи се имаше можност топ D2 и некој, меѓутоа го одигра најсигурниот потез, затоа што мора да го спречи топот да влезе така. Скоро сите фигури ми се го игра, уште топот да го влезеше, ќе беше стварно многу опасно. Ради тоа B3. Сега се продолжувам со идејата кој на B4 се напаѓа дамата, коњот да влезе на D3 и да се искористи лошата позиција на кралот. Дама на F5, интересен потез. Друга можност беше дамата на D2, меѓутоа тогаш мојата дама е слободна да влезе и да го напаѓа белиот крал, затоа он ја стави дамата на F5. Црниот продолжува, но се проложив со идејата, коњ на D3 шах. Сега кога дојде назад кралот, тогаш овој топ е вон игра и затоа он дојде крал на G3. Значи тука е сега нов критичен момент во самата партија. Успеав да направам нешто, коњот да дојде на D3, кралот да го потиснам на G3, меѓутоа со неколку ако почекам сега, ако не бидам брз и активен со H4 и крал H2, белиот ќе го стави кралот на сигурно место и ќе нема значи слабости. Затоа во моето размислување беше да направам уште една слабост и со повише фигури да го нападнам белиот крал. Како да го направам тоа беше прашањето. Значи мора да се направи уште една слабост, особено пионот на E4 и двете дијагонали, затоа што имам ловци, особено белиот ловец да биде многу силен, што нема белите фигури немаат бел ловец. Нема опонент. За да парира, да.
Затоа се решив на идејата ловец C7 шах, каде што практично го приморувам да игра F4, зашто ако да е тука со прост потез LC8 се фаќа диагоналата и скоро изгубена позицијата, значи практично мора да игра F4. Сега е прашањето како да се искористи ова слабост. Значи, можно беше топ E8, LB7 и така натаму, меѓутоа заклучив дека овој топ си ја заврши својата задача тука и треба што побрзо да го пренесам на шестиот ред, кај што ќе биде активен. Топ на B6. Во овој момент белиот одигра. Сега претам и топ G6 и топ F6 и топ E6. Трите идеи. На топ на B6 одигра коњ на D5. Го централизира коњот и го напаѓа топот. И сега беше исто критичен момент кај што требаше да се одлучам дали прво шах на G6, па топ на E6 кој ќе го натерам кралот да дојде на F3 или одма топ на E6. Значи тука мислев околу 15 минути, ги рачунав варијантите и на крај дојдов до заклучок дека главната слабост му е на E6, а мојот топ секако е подобар тука на E4, а мојот топ секако е подобар на E6, вака ќе има едно темпо повише, која би дал прво шах и на крал на F3 до B6 во одбрана на полето E4, меѓутоа и на тој начин црниот има иницијатива, така да одлуката не беше лесна, меѓутоа ради конкретен рачун од неколку варијанти заклучив дека ми е многу подобро да дојдам со топот на E6 и одма да почнам да напаѓам, зашто сега на пример кралот падна. Добро е што не падна на самата партија. На пример и одма претам со G6 и да го земам пионот. Значи во тој момент он одигра коњ на C7, сакаше да го земе, значи ловачкиот пар, дама на C7. Ама остана опасниот бел ловецот. Остана опасниот бел ловец, што беше и најважен, ловецот тука си ја заврши работата. Коњ на C3. Значи го брани пионот, го фаќа полето. Сега беше како да се разместат фигурите. Значи пак е нов критичен момент како да ги разместам фигурите и брзо да го нападнам пионот на E4. Дамата очигледно тука нема некоја функција добра и тука најдов многу интересен план. Дама на А5, прво едно темпо. Не смее да го мрдне коњ затоа што виси пионот. Мора да го стави ловецот назад на полошо поле од D3, на пасивно поле. Ловецот си доаѓа, сега и коњот не виси, ловецот си доаѓа на главната диагонала, на која што рековме дека треба да дојде, затоа што пионот на E4 е слаб и таа диагонала е најважна. Ловец на А6. Ловец Б7, Х4. Значи сака да го бутне пионот до Х5, да спречи топот да дојде тука и кралот да си направи место за бегање. Дама на А6, добар потез и во овој момент и после партија со колегите мои ми кажува како не го виделе потезот и така. И мислам дека го изненадив и него. Идејата е што сега претам коњ на Б2, да го нападнам топот и со шах после да освојам материјал. И дамата е многу подобра тука, затоа што понатаму и преку D6 ќе влезе во играта. Единствен потез топ на D на F1, сите други потези губеа материјал. Топ F на E8 да се појача притисокот на полето. Сега претам и да земам пион. H5. Нема што да прави друго белиот, освен да го жртвува пионот и да проба со активна игра да го вклучи и топот и крал да го консолидира и да проба да направи нешто. Значи во тој момент не бев задоволен со само еден пион, затоа што позицијата е многу активна, затоа решив да продолжам со активна игра. Дама на D6 да ја вклучам и дамата во игра. Топ H3. Одбравен потез, профилактички сака и топот да во игра и да напаѓа тука, да го држи третиот ред. Сега тука веќе почна конкретна акција. Коњ на B4 се напаѓа ловецот на L3, дама D3 и материјал добивам. Мора ловец на C1. Сега во овој момент одиграв, тука се решив на една долга комбинација.
со потезот кој на едва. После, во анализите се покажа дека сум исто така добар потез и дама на D3. И ако крал на F2, тогаш дама на D4 шах. Одличен потез и позицијата е скоро за предавање. Ќе мора да дојде кралот тука и тогаш се отвара све. Значи на дама на D3 би морал белиот да одигра топ на F3, да нападне дамата, и на дама на C2 се нападне ловецот, би морал да игра ловец на А3 и сега тука може да следи и коња 2 и ловец Е4 со голема предност. Пошто во тој момент он имаше помалце од 1 минута на часовникот, меѓутоа му се додава по 30 секунди секој потез, ја решив да влезам во поголеми, значи компликации, да му биде и потежок изборот, меѓутоа најверојатно ова беше подобриот потез или попрецизниот. Кој на А2 беше изненадување за него, значи тоа беше и од психолошкиот елемент беше важен. Кој на А2 мора да земе, кој на А2. Ловец на Е4 шех. Се напаѓа дамата. Дама на Г4. Единствен потез. Дама на Д3 шах. Дава шах и се напаѓа топот. Крал на F2. Го брани топот. Дама на C2 шах. Шах и се напаѓа коњот. Ако дојде дама на E2, тогаш би земал и на земање се гледате кралот доаѓа на линија на топовите и со ловец на Г2, шах откриен, ќе се освои голем материјал. Значи, затоа белиот игра тука крал на Г1. Ловец на F5. Меѓупотез да се спречи напредувањето на пионите и да се вратат неговите фигури наназад. Дама на D1. Дама на А2. Значи, од сета оваа комбинација се влеговме во позиција во која што црниот има 2 пиона повеќе. Топ на Г3, пошто нападнат беше топот, и со овој потез дама на Е2 практично го приморувам белиот да ја смени дамата и да влезам во техничка позиција, каде што после со техника успеав да ја реализирам материјалната предност и да остварам една убава победа. Ти благодарам, Никола Мичков, за овој исцрпен коментар со кој што не ги прикажа и психолошките моменти за време на партијата, значи очи во очи. Почитувани гледачи, малку ја пречекоривме денешната емисија, но се надевам дека нема да ни замерите за тоа, затоа што имавме сепак ретка прилика да видиме во живо, да поразговараме за така значена тема, прво како што е едукација на младите во училиштата некаде кај нас во шаховските школи и да го искористиме присуството на велемајсторот Никола Митков да ни покаже дел од својата одлична игра на Олимпијадата, овој пат со велемајсторот Александро во живо и затоа еве уште еднаш ви благодарам за трпението и ве поздравам до следниот шаховски коментар. Инако види начинно, отидете да разговаряте. Sad da ne директорство, дури ја дај задиш, нека да се измошка, да се научи. Некако, се некои течат малко, малко има некој мора да го паќа, доаѓање, идење. Еве сети одеме у Белск, Полска. Пола народ не знаеше дека Македонија постоја кога неговото излагање. 600 души беа од цел свет.
вика една стана фина дама, па вика, вие имате, вика, вие Гроцка. Викам, Гроцка имаме, кога ми ги слайда. Вика, вие точно ще разберете Косово. Сва среќа имаше Балкано, така беше презентирано тук. В Косово вие ще зборувате да знае за Македонија. Да земете се чудите. Аз сега истина за волја. Биомагнез на пастерска организација ми ги спокойник и доста. Имате година, там, за 15 години, за 10 години, тука. Наставljam njega kontakti, što se lično postavili, samo postojiš. I za to je bija, recimo, ali ceo sam znam što da bi ovo. Ами он не сака, он дошao тука до мен, он не сака да го ти пратиш. Да го шетиш. Он сака да става за шарие. Ето по-листично важно. Най-важно, от всеки други мери, пътуваме трябва да се опратим, да речем, има се пол. И всичко селени в други селени. Да не би се включили в всички тия аспекти. Што се случи там. Јас сега немам ништо. Седи, ще малко Немам ништо сега. Дојде си од там. Они преведеа специјално, ја ме преведе разказ за там. И разказот го прочитаа пред сите, значи пред цела публика. Они не можат одма да ги преведат. Разказот го преведеа и пред цела публика имаше 200 луѓе на салата. И се читаше Лекција на разказ, или вие го понудите? Ја го понуди разказот, чисто да видат они јас стило, како пишувам и они го прифанаа, знаеш. И сега ќе го објават и имаше заинтересирани одма издавачи што сакат, мислам тоа е многу интересна одскочна даска за наши писатели, ќе остане само на македонски. И они сега ќе почнат прво со разказот, ќе го објават устото списание и имат книги да се преведат на други јазици. Може би Значи тоа е преценено за автора, да. Да, какво беше представено? Профилираме ли? Како? Те граѓани само заради тоа што се избрани како пратеници. Всушност, тие беа избрани